Како што најавивме по рекламите, време за вестите. Од денес распишан оглас за вработување на 2 медицински сестри или техничари во Штипската клиничка болница. Огласот ќе трае 5 дена. Апликантите своите документи треба да ги достават најдоцна до 30 ноември. Согласно конкурсот, по негово завршување, ќе следи и тестирање на кандидатите, пошто ќе биде донесена одлука за вработување на 2 медицински сестри. Ке се вработува нов медицински персонал во Штипската клиничка болница. Од денес се распишан оглас за вработување на 2 медицински сестри на неопределено работно време. Огласот ќе трае 5 дена, односно ќе заврши на 30 ноември. Согласно конкурсот, по негово завршување ќе следи тестирање на кандидатите, пошто ќе биде донесена и конечната одлука за вработување на 2 медицински сестри или техничари. Директорот на Штипската болница доктор Ален Георгиев вели дека новиот оглас е продолжение на огласот за вработување на 30 медицински сестри и техничари, кој беше распишан во октомври минатата година. Но од Министерството за финансии биле децидни дека Штипската клиничка болница наместо 30 ги ја следува само 2 вработувања. Согласно новиот план, за наредната година се предвидени и нови вработувања, но колку и за каков персонал се уште не е известно, додава Георгиев. Штипската клиничка болница веќе подолг период има недостиг од кадар, посебно од технички персонал. Ке останат ли некои општини од истокот наредната година без проекти преку Центарот за развој на Источно-планскиот регион? Од овој центар најавува таква можност, бидејќи некои општини не ги платиле обврските со години. Дополнителен проблем е што некои локални самоуправи доцнати со парите за кофинансирање на проектите, па дел веќе се соочуваат со тужби. Ако до крајот на годината не се ги платат обврските кон Центарот за развој на Источно-планскиот регион, општините нема да можат да конкурираат за проекти преку оваа институција. Ваква можност се најавува бидејќи некои општини со години не му платиле на Центарот, преку кој се реализираат речиси сите проекти со европски и пари од државниот буџет. Неисплаќањето на долгот спрема центрите или спрема Центарот навистина загрозува екзистенцијата на Центарот и неговата финансиска стабилност. Меѓутоа можам да кажам дека има неизмирени долгови од 2016 година. Тоа е долгот на општина Берово, апсолутно само првиот квартал е измирен. Тоа е долгот на општина Македонска Каменица, тоа е долгот на општина Пехчево и тоа е долгот на општина Делчево. Општина која што веќе со години не ги измирува врските спрема Центарот и нормално се ствараше и реакција зошто да не се аплицираат проекти за општина Делчево. До средината на декември регионите треба да ги достават предлог проектите до Бирото за рамномерен регионален развој. Роковите се кратки поради локалните избори, па неизвестно е дали новите градоначалници ќе успеат за 2 недели да ја соберат целата документација, затоа што лани во некои општини не биле распишани ни тендери за изработка на елаборати. Проблем е што општините не си ги плаќаат делот за конфинансирање во проектите што ги добиваат преку Центарот. Доувачите чекаат со години, а некои веќе подготвуваат и тужби. Најголем проблем во моментот е општина Пробиштип. Тоа е проектот кој што го реализиравме со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Го изгради инфраструктурен проект, го изградивме мостот на Буниш, меѓутоа за жал кофинансирањето од околу 1.670.000 денари, веќе втора година општина Пробиштип го нема платено. Според законот, општините за еднаков развој треба да добиваат околу 100 милиони евра или 1% од бруто домашниот производ. Но сумата што сега ја одвојува државата преку Бирото за рамномерен регионален развој на сите региони е само 6 милиони евра. Сдруженијето на новинари на Македонија и Штипскиот универзитет Гоце Делчев подпишаа меморандум за соработка. Денеска во Дневниот центар за лица со посебни потреби се одржа предавање за хигиената и грижата за оралното здравје. Денешната активност е дел од проектот на Црвениот крст за социјализација на децата и младенци со посебни потреби. За оралното здравје и колку е важно забите да се четкат, денеска учеа дечињата од Дневниот центар за лица со посебни потреби. На оваа тема беше одржано предавање како дел од проектот на Црвениот крст на град Штип, социјализација на децата и младенци со посебни потреби. Целта на денешното предавање е да се обучат
нели да се мотивираат ова категорија на граѓани да ја одржуваат личната хигиена, поточно оралното здравје, значи оралната хигиена да се одржува, правилниот начин на четкање, на отстранување на меките наслаги од зъбите и да им се објаснат сите тие бенефиции кои што ќе ги добијат доколку навремено ги четкаат зъбите. Значи ќе се осврнеме на тоа како детално треба да се четка, правилна техника на четкање, долго време на траење на четкањето и ќе пробаме да ја објасниме и важноста од внесувањето на шеќери, на јагле хидрати и нивното штетно влијание на целото забава во устната шуплина. Во рамките на проектот предвидени се и други активности покрај веќе реализираните денешното предавање за оралното здравје и вчерашната обука за пружање на прва помош, која се одржа во Црвениот крст. Веќе следната недела се планирани уште 2 настани. Веќе во текот на понеделникот ќе се реализира и друга активност, односно креативна работилница за изработка на честитки. Имаме волонтери од Црвениот крст кои што ќе помогнат со нашите деца да изработиме картици кои што ќе остават една трајна вредност и ќе ги покажеме преку тоа нивните можности и способности. Општинската организација на Црвениот крст годинава ќе се вклучи во одбележувањето на 3 декември меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Во четврток, како дел од проектот во спортската сала Јордан Мијалков ќе се одржат спортски игри. Во повеќе дисциплини како кошарка, фудбал, полигон, пикадо и други ќе се надпреваруваат и учество ќе земат околу 60 на дечиња кои доаѓаат од дневните центри во Штип, Свети Николе, Виница и Делчево. Од денес и Штипската противпожарна служба има нов командир. На раководната функција повторно се враќа Тони Атанасов, кој со противпожарната служба раководеше пред повеќе од 8 години. Денес Штипскиот градоначалник најави дека до крајот на наредната недела нови директори ќе бидат назначени во основните училишта Димитар Влахов, Славеко Арсов и Тоша Арсов, како и во двете детски градинки Вера Церевери Трена и Астибо. Сдруженијето на новинари на Македонија и Штипскиот универзитет Гоце Делчев потпишаа меморандум за соработка. Заеднички ќе работат на проектни активности за подобра едукација на студентите по новинарство. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип Блажо Боев денеска потпишаа меморандум за соработка. Селмани вели дека ова е прв ваков меморандум кои како ЗНМ го потпишуваат со една високообразовна институција. Тој забележа дека има лепеза на можности за соработка меѓу Сдруженијето на новинари на Македонија и Универзитетот Гоце Делчев во Штип и само преку отворена соработка може да се подобрат состојбите во новинарството. Значи од сите сфери обуки, соработка, подобрување на условите на студентите овде, обуките што ние ги организираме во Скопје да можат студентите од Штипскиот универзитет да присуствуваат на нив, ние да дојдеме со разни предавања, на некој начин на студентите по новинарство да им го доближиме оние најдобрите искуства што постојат во светот. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип Боев истакна дека идната соработка со Сдруженијето на новинари на Македонија е значајна за студентите по новинарство кои можат да научат многу од страна на новинарската фела и обуките кои ги прави ЗНМ. Мислам дека е права прилика да универзитетот покаже дека уште еднаш покаже дека е отворен универзитет и дека во поглед на пристапот на новинарите во него е секогаш отворен за секакви активности и оние што значат правилно известување и нормално известување на граѓаните. И мислам дека со ваквата соработка со професионалните асоциации во новинарството во секој случај ќе го подигнеме нивото и квалитетот на нашата студентска програма и она што студентите треба да го добијат од таа студентска програма. Во следниот период на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе се реализираат проекти во соработка со Сдруженијето на новинари на Македонија. Делчевската полиција денес поднесе кривична пријава против 26 годишен штипјанец. Го товари за 2 кривични дела: неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции и овозможување на употреба на наркотични дроги. Според полицијата, во јули годинава ДП во Делчевско Чифлик направил џоинт и го конзумирал со лице од Штип. Полициски службеници извршиле преглед и кај него пронашле 8,85 грама марихуана и дробилка, информираат од МВР.
Со следниот прилог ве водиме на градскиот пазар во Штип, да ги видиме цените. Убавото есенско време овозможи на градскиот пазар во Штип да биде раздвижено во текот на целиот ден. Пазарджиите не ги променија цените споредено со претходниот пазарен петок. Мандарината 50, бананата 50, јапонската 30, крушата 70, кивата 40 со 50. Сувозрнештото, гравчето стотка со 120, оризо 60. На пазарот има за секого по нешто, но се уште граѓаните купуваат прас. Зелката веќе при краја, движи се од 15 до 13 динара, има спаначе 30 динари и пиперо 30 динари од кило. Добар е потрошувачка. Празо е 100 динари. Секако интерес за здрава храна, штипјани покажуваат редовно. Цените денес се слични на претходниот петок. Значи тиквата е 20 динари, карфиолот е 25 динари кило, целеро зависи од големината од 17 до 20. Модите преджани има од 30, 20, 15 парче, броколото 80 динари кило, јумро 250 динари, пашкенато зависи од големината, има 100 динари кило. Морково 40, цвеклото 40, прокилот е најновото сега, 80 кеса пола кило, родоквата е 40 динари, дајконо 40-50 и блитвата 20 динари. И нов везен перием од фолија 50 динари. За да се пазарува на градскиот пазар во Штип потребни се пари, инаку изборот е богат. Шо, ќе купам пипер патича? Друго не можеме, шо да купам? Има, ама и треба да имаш и пари. Без пари ништо не бива. Секако најмногу на градскиот пазар во Штип денес се трошеа актуелните производи за овој период од годината. А во продолжение следува известување од Бобо Комерц. Се известуваат жителите на населбите Македонка, Балканска и село Чардаклија, дека поради тековно одржување на водоводната мрежа, ќе има прекин во водоснабдувањето во недела на 26 ноември 2017 година од 5 часот па се до завршување на работата, се вели во известувањето од Бобо Комерц. Во наредните неколку минути информација од спортот. Во надпревар од петото коло на Суперлигата на Македонија машката екипа на Угада Студент во Штип ќе се сретне со тимот на Борец од Велес. Одбојкарскиот надпревар ќе се одигра во сабота на 25 ноември во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 18 часот. Женската екипа на Угада Студент во надпревар од шестото коло во Суперлигата на Македонија утре сабота ќе гостува на тимот на Универзитетот Тетово. А второлигашките екипи од групата Исток утре сабота ќе спуштат есенската фудбалска завеса. Тимот на Брегалница во последното 14-то коло ќе гостува на екипата на Кожув во Гевгелија. Со одигрување на надпреварот од 14-то коло ќе заврши есенскиот дел во втората македонска фудбалска лига група Исток. Во конкуренција на 9 екипи во истоциот дел, во оваа сезона ќе се игра трокружно со 27 првенствени кола. Победниците од двете втори лиги, Исток и Запад, директно влегуваат во првата лига, додека пак второпласираните екипи ќе играат бараж. Победникот од баражот ќе игра со осмопласираната екипа од првата лига, пошто ќе се знае и третиот нов прволигаш. Екипата на Брегалница во последното есенско коло ќе гостува на Кожув во Гевгелија. Главен судија на овој надпревар ќе биде Никола Костенчев, прв помошник ќе му биде Александар Неделски, втор помошник Бранко Путилин, сите од Скопје, а четврти судија ќе биде Воислав Истатов од Струмица. Делегат оваа средба ќе биде Синиша Стојчевски од Скопје, а контролор ќе биде Драган Ристовски од Куманово. Еве ги комплетните двојки за оваа 14-то коло. Каменица Саса Осогово, Тиквеш Борец, Кожув Брегалница и Плачковица Победа во Ландово. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 25 ноември со почеток во 13 часот. По информациите од спортот се одјавуваме од вестите на Ирис телевизија. Имајте убава вечер.